Граѓански протест за нула толеранција на загадувањето на воздухот во Струмица и притисок до институциите, да ги зајакнат механизмите на утврдување на загадувачите и нивно казнување. Ова денеска беа главните пораки на протестирачите од центарот на градот. А нашите надлежни попуштаат и замижуваат, затоа што нашите надлежни немаат храброст да ги спроведат законите како што треба. И што е тоа, ако не учество во извршување на еден геноцид? Нели е тоа убиство со умисла? Не ги проветруваме нашите куќи и станови, погодувате зошто? Затоа што е загадено. Но и покрај ваквата сурова реалност, во струмичките носички институции владее молк. Нема маски, нема апели за носење маски на отворено, немаме јасни предупредувања да не излегуваме надвор, немаме лекарски извештаи за тоа какво е влијанието на загадениот воздух на здравјето врз нашите деца. На протестот присуствуваа и лекари. Доктор Борка Гранчарова, специјалист по радиодиагностика, вели дека не се потребни апликациите и мерните станици за да знаеме колку е загаден воздухот, бидејќи граѓаните буквално се гушат. Секој од нас, и младо и старо, чувствува глад за воздух. Од бронхити до кардиоваскуларни болести, до цереброваскуларни инсулти, несоници, гушења, па до најтешките заболувања, тоа е данокот што го плакаме поради нечистиот воздух. Ова не е нормално. И ова не е нерешен проблем. Ова е само уништување, кој резултира од неодговорност, неинтелигенција, апатија и алчност. Активистите обединети во движењето Здрава Котлина порачаа дека јавната свест за овој сериозен проблем постојано се крива и граѓаните нема да се смират се додека не се видат конкретни решенија и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух.